Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека владата донела одлука за финансирање на 16 нови капитални проекти во општина Газибаба. Како што стои во неговата објава, тој уште денес одржал состаноци со секторите од општинската администрација за подготовка на ребалансот на буџетот, кој како што вели веднаш потоа ќе се распишат постапките за почеток на градежни активности на терен. Во изминатиот период интензивно работевме на урбанистичка и проектна документација. Денес можам гордо да кажам, Газибаба прераснува во едно големо градилиште, вели Стевковски. Меѓу проектите кои ќе започнат со реализација се нова детска градинка помеѓу Маџари и Керамидница, нова спортска сала во Општинското основно училиште Григор Прличев во Железара, фекална канализација во Јурумлери, фекална канализација во Идризово, доградба на Општинското основно училиште Крум Тошев во Трупарево, атмосферска канализација во Железара и други. Со огромна гордост и радост го споделуваме успехот на младите умови од општина Ѓорче Петров, кои со огромен успех ја представија Македонија на меѓународниот надпревар Математика без граници во Несебар, Бугарија. Нашиот тим, предводен од посветената наставничка Анкица Спасова, се врати со 3 сребрени и 1 бронзен медал. Доказ дека трудот и талентот носат големи резултати, сподели преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Учениците Јана Спасова, Ана Марија Давчева, Михаил Лалевски и Андреја Кулевска го представија нашето образование меѓу 1200 учесници од 13 земји, докажувајќи дека со посветеност, труд и љубов кон знаењето нема граници. Покрај талентот и знаењето, ученичката Андреја Кулевска го краси и културниот дел на настанот со изведба на македонска песна, носејќи ја нашата традиција и душа со себе, истакна Стојковски во објавата на социјалните мрежи. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во периодот од 29 јуни до 6 јули оваа година со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 82 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести Паркинзи на општина Центар. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка и апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците, соопшти Паркинзи на општина Центар. Жителите на повисоките делови од скопската населба Водно веќе трет ден се без вода, додека температурите во главниот град надминуваат 40 степени Целзиусови. Во писмен апел до медиумите тие бараат јавноста да биде информирана за како што велат условите во кои живеат, без можност за пиење, лична хигиена и одржување на домаќинствата. Се обраќаме како жители на населбата Водно, символично и иронично наречена елитна населба, но очигледно само по цена на метар квадратен, не и по третманот што го добиваме како граѓани, се наведува во нивното обраќање. Граѓаните објаснуваат дека иако се приклучени на градската водоводна мрежа и редовно ги подмируваат своите обврски, се соочуваат со сериозен недостаток од вода, како што посочуваат одговорот кој го добиле од службите на јавното претпријатие Водовод и канализација бил дека треба сами да се снаоѓаат со упатување да земаат вода од цистерната поставена кај турската амбасада. Поради како што велат игнорантскиот однос на институциите, жителите најавуваат дека во текот на денешниот ден ќе радикализираат својата реакција со привремено блокирање на сообраќајот во овој дел од градот, се додека не добијат конкретни одговори и решенија. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја